Да, се враќаме повторно во студиото, минути за следниот разговор кој верувам дека ќе го привлече вниманието на голем број на наши гледачи, имајќи во предвид дека практично ни нема човек кој што не побарал услуга и помош од фармацевтите. За тоа колку е важен фармацевтот и неговата улога во самиот здравствен систем, а и воведувањето на еден нов концепт, смарт фармацевт, кој што ќе им помогне на граѓаните полесно да стигнат до саканата информација за подобро здравје. Ке разговараме со мојата денешна гостинка Билјана Божиновска, дипломиран магистар Билјана Божиновска, дипломиран фармацевт и координатор на самиот проект Смарт фармацевт. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден и благодарам за поканата. Како што споменав на самиот почеток, Смарт фармацевтот е еден нов концепт кој што мислам дека е во зачеток во Македонија. И практично ја менува улогата на фармацевтите од оној класичен, да речам, нели аптекар, како што сме научени да кажеме, до некои современи здравствени советници. Дали е тоа навистина така? Да, тоа е навистина така. Концептот Смарт фармацевт почна уште во 2023 година, каде што со првата едукација излезе и потребата од фармацевско досие. Она што ние како фармацевти го работиме за рецептурите, што може да го видиме и преку сите оние субјективни и објективни податоци кои што ги добиваме од самите пациенти, излезе потребата да нашата услуга некад имаме потреба да ја запишеме. Со самото тоа, значи, ќе се види колку фармацевтот може да помогне во адхеренцијата, односно придржување кон терапијата од страна на пациентите, колку може да помогне во полифармацијата, односно сведоци сме дека се почесто имаме голема употреба на лекови, не сите тие значи даваат добра и ефикасна терапија, па имаме понекогаш потреба да дел од тие лекови се стопираат, односно да се промени дозата или воопшто да се промени лекот со лек кој што ќе има помалку несакани ефекти или помалку интеракции. И дефинитивно сите овие интервенции од страна на фармацевтите во координација со матичните семејни лекари е во интерес на пациентите. Секогаш велиме дека смарт фармацевтот кој што почна уште од 23-та година, значи потребата од тоа фармацевско досие во мој термин е веќе доставено до Министерството за здравство и очекуваме дека во сите овие промени кои што ќе следат во делот на дигитализацијата, дефинитивно ќе биде вклучено и токму ова досие во кој што она што го работи фармацевтот може да го евидентира, а сето тоа матичниот лекар да го види за да може соодветно да ја коригира и интервенција да направи на терапијата кај пациентите. Така, во изминатите години рековме дека неколку години веќе почнува да се практикува овој нов концепт, меѓутоа покажа дека прераснува во силна едукативна алатка. Имајќи во предвид дека делот нели од студентите влегоа практично во овој проект и дополнително истражувајќи доаѓа до некои конкретни резултати како може нели да им се помогне потоа на пациентите да се воспостави тој континуитет на доверба. Така. Смарт проектот е наменет за едукација на фармацевтите од аптекарската практика, меѓутоа не само за фармацевтите од јавните аптеки, туку и за фармацевтите од болничките аптеки, заради тоа што клиничката активност на токму оваа фела е многу важна во правилниот менеджмент на терапијата. Прераснува во еден проект во кој што треба да се освестат самите колеги фармацевти колку е битна нивната позиција и на некој начин пријавувањето на сите оние несакани ефекти кои што ќе ги увидиме од страна на фармацевтите. Меѓутоа, целиот концепт дава во сигурност дека преку точно одредени протоколи кои што се применуваат во правиот менеджмент и управување на терапијата во западноевропските земји, ќе ги донесеме кај нас во Македонија и преку одредени конкретни прашања кон пациентите, ќе ги увидиме колку навистина имаме ефикасност во третманот. Ние Смарт фармацевт во 2024 година беше на тема дијабет и токму колегите од јавните аптеки направија на 14/11/24 година некаде околу 1000 мерења на пациенти кои што влегуваа во аптеките.
Тоа беше една јавна здравствена кампања. За еден ден да се соберат практично тие податоци. Да се соберат тие податоци и од овие податоци излезе светска публикација што може смарт фармацевтот во Македонија, од кои што беа поразителни резултатите. Тоа значеше дека пациентите кои што се веќе дијагностицирани со дијабет тип 1 и 2, 63% ке овие пациенти значи се најде повишено ниво на шеќер, што значи дека некаде се греши во третманот ке пациентите. И токму оваа позиција на нас, како здравствени работници, може многу да помогне во правилното придржување и прилагодување на најсоодветниот третман ке пациентите. И секогаш велиме, се додека ние сме клинички инертни, значи или пак клинички активни, а немаме каде да ја запишеме нашата активност, едноставно не можеме да помогнеме на пациентите. Како еве дигиталните алатки го менуваат тој здравствен совет, да го кажеме, или ја подобруваат во суштина фармацевтската пракса? Кога фармацевтот оно што ќе го уочи, значи може некаде да го запише во фармацевтското досие, значи таа забелешка ќе биде достапна кај матичниот лекар. Ние не можеме значи да ја коригираме дозата, меѓутоа можеме да увидиме дека пациентот на пример има помала доза која што не дава ефикасност во третманот на пример на повишениот крвен притисок. Кога пациентот ќе појде кај матичниот лекар е тој што ќе ја коригира дозата или ќе го промени лекот во интерес на пациентот. Советувањата на фармацевтите не одат само во насока на управување со терапијата. Тука се и голем број додатоци во исхрана кои што не секогаш се земаат по препорака на здравствено лице. Сведоци сме дека некогаш пациентите на своја рака земаат одредени додатоци кои што би требало сепак да бидат како дел на ова здравствено досие, за да можеме кај тие пациенти да имаме увид целосната терапија, медикаментозно со лекови и додатоци во исхрана што пациентот ги зема. На тој начин и самиот лекар, матичен лекар, ќе може, например, да направи интервенција. Велиме дека самиот клиничка активност на фармацевтите не може да биде самостојна. Мора да оди во корелација и комуникација со матичните лекари. За жал, сега бидејќи немаме такво досие, ние комуникацијата правиме преку пациентите. И она што многу често се случува е грешка во пренесената информација од матичните лекари кон нас фармацевтите или од фармацевтите преку пациентите до матичните лекари, каде што на крајот најголемата штета е врз самиот пациент. Непридржување кон терапијата, недоверба во здравствениот систем и она што многу е трагично, меѓутоа само лекување кое што понатаму го чини и домашниот и државниот буџет. Така, ова е кога зборуваме во делот на примерната здравствена заштита, меѓутоа многу повеќе може да се позитивно да се искористи и како идеја, и како информација, и како брзина на тоа што значи здравствена услуга кога се работи на повисоки нивоа. Секако, значи ние се соочуваме многу често да пациентите се шетаат од ординација во ординација, многу често се случува да пациентот дојде до аптеката како крајно место каде што треба да ја подигне терапијата, па уочуваме понекогаш несоодветна дијагноза, повторно пациентот се враќа назад. Кога би биле вакви, комуникацијата би се воспоставила не само на примерно ниво, туку таа комуникација треба да биде и помеѓу примерно и секундарно ниво, значи комуникација со специјалистите. Кога специјалистите ќе ја вклучуваат терапијата, да имаат увид на претходната препишана терапија на тој пациент. Заради тоа што пациентот оди можеби кај интернист, кај кардиолог, оди во приватно, оди во државно здравство и на крај терапијата која што е препишана од сите тие институции, матичниот треба да ја ревидира и да направи селекција. Не секогаш пациентите и разбираат соодветно дали дел од претходната терапија треба да ја прекинат, па имаме многу често и дуплирање на лекови. Значи, медицински, меѓутоа и грешки кои што пациентот ги прави врз основа на тоа што не сме секогаш доволно разбрани во комуникацијата. И затоа велам дека кога ќе имаме таква комуникација, кога ќе видиме дека пациентот бил кај интернист, кардиологот препишува одредена терапија, системот треба да алармира дека кај тој пациент веќе имаме лек кој што е со истата индикација и со истото делување и на некој начин да алармира доколку тој лек е контраиндициран со некој од веќе препишаната терапија. Верувајте дека западноевропските земји веќе имаат агрегатори во кои што без разлика дали државниот или
јавното здравство или приватното здравство било искористена здравствената услуга, ќе ги сублимира на едно место и ќе направи едно досие за тој пациент во кој што ќе се намалат можноста за грешка во терапијата. За да можеме практично и да направиме детекција за тоа што всушност подразбира целиот поим фармацевтска заштита. Така е. Секако велиме ние порано кога ги имавме хартините рецепти, значи и фармацевтот беше последната контрола, многу често се случуваше и одредени преписи, например, на дози да бидат поголеми од она кои што беа дозволени во упатствата за употреба. Меѓутоа, кога имаме медицина базирана на докази, многу често таа доза не соодветствува со дозата запишана во упатство. Меѓутоа, докторите кои што свесно го прават тоа на рецептниот образец, 101 дел necesses est, односно неопходно е да свесно се издаде поголемата доза за ефикасност во третманот. На тој начин, таа комуникација, за жал, што порано е постоела преку некаков хартиен образец, а денеска може да биде многу поедноставна преку електронскиот образец, ќе се намалат грешките кои што ќе се јавуваат, а сепак фармацевтот ќе биде повторно, ќе речам, последната контрола каде што комуникацијата нема да се одвива преку пациентот, да се пациентот врати кон лекарот, туку директно ќе се искомуницира со матичен лекар и на лице место ќе може соодветно со негова дозвола да се коригира дозата. И на крајот секогаш велиме дека довербата на здравствениот систем токму ја создава оваа добра комуникација меѓу нас како здравствени работници, во кој што треба сепак да ни биде во фокус доброто на пациентот. Така, и од тука се наметнува веднаш прашањето како да се разликува таа практично фармацевтска заштита како еден цел функционален систем во однос на она класична улога на фармацевтот што ја велиме. Постојат посебни протоколи кои што јас секогаш велам дека се применуваат на примерна здравствена заштита кога се третираат одредени болести. Во тие протоколи, освен фармаколошките терапии кои што се точно препишани, постојат одредени фармаколошки советувања кои што треба да бидат во точно одредени рамки и граници и секако прилагодени спрема потребата на пациентот. И кога докторот ќе препише терапијата, ќе ги даде советувањата кои што по истиот протокол ќе се повторат во аптека, ќе ги даде и фармацевтот, ќе ги охрабри пациентите да се придржуваат кон терапијата, веќе имаме еден сигурносен систем во кој што пациентот е охрабрен во делот на придржување кон терапијата. Имаме дури момент и можност и потреба за воведување на една услуга, значи нов лек, кој што може би ќе ги охрабри пациентите да знаат дека консултацијата со фармацевтот треба да биде закажана кога се воведува нова терапија. Да се охрабри пациентот да си ја води, например, ако е тоа терапија за крвен притисок, нивото на крвниот притисок во рок на една недела, ако тоа е терапијата за шеќер, да се води висината на шеќерот по терапијата во 7 дена и на некој начин првата консултација повторно да ја направи во аптека, каде што фармацевтот во координација со матичниот лекар, за да се намалат гужвите во ординацијата, ќе може да ја прилагодува токму таа доза. А за сето тоа повторно се навраќаме на основната причина дека ни е потребен дел за комуникација меѓу нас како здравствени работници во интересот на времето на пациентите и растаретувањето на ординациите, за да дополнителни гужви така да не се создаваат. Гужвите кои што се создаваат ќе се намалат, а на некој начин услугата на фармацевтот ќе се препознае заради тоа што ќе имаме подобра ефикасност со терапијата. Па дури во крајна линија да и пациентот ќе си има некој свој увид што ќе може да си го следи во рамки, независно дали се работи за хронична болест или некое акутно заболување и слично. Како изгледа, можеби многу е интересно затоа што од другата страна на пултот кога стои фармацевтот во бел мантел, веднаш доведува таа што ја велиме магија на белиот мантел и доверба, но и сигурност некоја поддршка што ја бараат пациентите. Како изгледа еден типичен ден за фармацевтот зад пултот? Фармацевтите што си ја сакаат својата работа, денот од 7 работни часа минува многу брзо. Тоа значи дека кога пациентите доаѓаат од другата страна и бараат советување, правиот фармацевт секогаш велам ги дава препораките во однос и на суплементацијата и во однос на симптоматската терапија, онака како што е најсоодветно. Меѓутоа, правиот фармацевт е оној кој што и треба да ги препознае правите симптоми. Зошто? Затоа што ние како фармацевти во своите раци препораки имаме само симптоматска терапија. Причинската терапија за болеста сепак е во преписот кај лекарите.
И спремниот фармацевт треба да ги препознае симптомите и да знае што можеме да лекуваме симптоматски. Например, имаме во периодот многу чести вирози и настинки, кои што ние ќе издадеме симптоматска терапија, да намалиме температурата, болката, да зголемиме енергијата кај пациентите, меѓутоа тие пациенти мора да се следат, бидејќи многу често вирусните инфекции, доколку не соодветно се третираат, после третиот ден може да преминат и во бактериски инфекции, доколку таа клиничка слика не се подобрува, фармацевтот мора да ги препознае симптомите и пациентот да го упати на лекар. Па дури има и животозагрозувачки симптоми кои што треба да ги препознаеме како примарни здравствени работници и пациентите да не се третираат само со симптоматска терапија, туку едноставно да се охрабрат дека мора да се поиде на лекар за да се направат понатамошните иследувања. Ја поаѓам од еден обичен пример што на граѓаните ќе им биде многу едноставно да го сватат. Кога имаме бактериска инфекција, гнојна ангина, пациентот има температура, доаѓа во аптека, ние можеме да издадеме парацетамол, ибупрофен, значи нешто што ќе намали температурата. Меѓутоа, се додека не делуваме со антибиотик врз причинител, односно врз бактеријата, ние ефикасност во третманот немаме. Затоа што после поминувањето на ефектот на лекот за болка и температура, повторно ќе имаме влошување на здравствената состојба. Брз ефект навидум, ама жариштето не се третира. Затоа рековме, таа е она причинска терапија која што мораме да ја препорачаме, поготово и кај пациентите. Доаѓаат во аптеки и бараат лек за главоболка. Значи не можеме само пасивно да ги издадеме. Мораме да видиме од каде потекнува таа главоболка. Дали пациентот некогаш измерил крвен притисок, па дури да го храбриме крвниот притисок да го измериме во аптека, затоа што на тој начин можеме да најдеме и превенираме многу често млади луѓе кои што имаат хипертензија, односно повишен крвен притисок, а самите не се свесни за тоа. Третираат симптом без да делуваат врз притисокот кој што е главната причина за главоболката кај пациентот. Така, од тука еве и се наметнуваат едно со друго следствени прашањата, кои се најчести први проблеми кои што може да се забележат кај пациентот и особено нели кога користат одредени лекови. Ги споменавме меѓу другото, еден мислам дека е од сериозен, не би го нарекла проблем, меѓутоа момент на кој што честопати ние како пациенти пристапуваме лек на своја рака. Така. Или сме слушнале совет од некој друг, директно делувал лекот, па ајде и ние да го испробаме, но какви опасности носи? Опасности носи секогаш заради тоа што се што е многу ефикасно треба да помислиме на неговите несакани ефекти. Јас велам дека имаме постарите пациенти детално ги читаат опасната за употреба, па дури некогаш и вознемирени одлучуваат да не ја земаат терапијата заради одредени несакани ефекти. Иако секогаш лекарите кога го даваат лекот, мерат колку ефикасност на лекот ќе ни донесе бенефити во однос на неговите несакани ефекти. Што не се случува па тоа кај младите луѓе. Младите луѓе кога имаат болка или се настинати или имаат некои симптоми, гледаат сега и веднаш да ги стретираат без да помислат инстант решение без да помислат на несаканите ефекти. Многу голем дел од тие лекови кои што континуирано хронично ги користат за да ја намалат болката, знаат да бидат хепатотоксични, односно да го оштетуваат црниот дроб. И затоа велиме дека симптоматската терапија е оправдана не повеќе во континуитет од 3 дена до 5 дена максимум да се користи. Се што се користи подолго од 5 дена, треба да помислиме на несаканите ефекти и треба да помислиме да го храбриме тој пациент дека мора да се одреди причината заради која што се јавува таа болка. И заради тоа секогаш велиме несаканите ефекти и лекот не би бил лек доколку нема никакви несакани ефекти. И затоа велиме поготово кај оние антиреуматици и лекови за болка и како мораме алармантно, значи при издавање на лекот да го советуваме пациентот да внимава, значи и да го охрабриме дека мора да се одреди причината доколку таа веќе не е позната. Така, а дали постојат бидејќи овде зборуваме кога се бара нели она брзо решение да се смири болката, да се интервенира во даден момент, меѓутоа дали постојат посебни протоколи кога се работи за хроничните пациенти, пациенти кои што имаат хронична терапија? Да. Има точно одредени протоколи, така наречена medical management терапија, односно како треба да се менаџира или управува со одредени болести. И тие протоколи треба сепак, значи, имаме некои основни начала и критериуми како се прават, меѓутоа мора да се секогаш и прилагодуваат индивидуално спрема потребата на пациентот.
Мораме да знаеме дека сите пациенти имаат различни генетски предиспозиции, имаат различни професионални заболувања. Подеднакво не страдаат од исти болести пациенти кои што се 8 работни часа на столот и оние кои што имаат активна физичка работа. И токму овие протоколи кои што се препишани, секако постои еден момент на индивидуално прилагодување кој што се прави преку оние 7 до 14 дена следење на пациентот кога се воведува нов лек во терапија. И затоа велиме дека првите неколку месеци се најтешки за да се окребри пациентот да се придржува кон терапијата, а тоа го постигнуваме колку побрзо го најдеме оптималниот лек со оптимална доза кон пациентот, оној кој што ќе има токму кај него најдобри резултати во третманот. И тука повторно се враќаме на оној почеток, потребата зошто ние како фармацевти во соработка со мантичните лекари мораме пациентот сигурно да го водиме во тој протокол за да тој се придржува кон терапијата и на крајот колку побрзо го контролираме нивото на шеќерот, брзо дијагностицираме, едноставно ќе имаме помалку лекување на компликации кои што за жал во денешно време ги има се почесто заради неправилното управување со терапијата. Овде, бидејќи повторно се враќаме на овој нов концепт кој што директно е диктиран и од модерните текови, од развојот на дигиталните алатки кои што секогаш можеме да ги искористиме во секојдневната практика, дали да речеме македонските фармацевти имаат доволно обука за самото спроведување на оваа фармацевтска заштита? Еден збор значи континуирана едукација. Значи кога ќе се заврши факултетот и се почнува со работа, секој фармацевт како и секоја друга професија има потреба од континуирана едукација и токму дел од таа потреба да се вклучи и академската фела, тоа се професорите од фармацевските факултети, значи да помогнат заедно со луѓето од пракса, значи професионалците кои што реално работат како фармацевти зад рецептурите во координација со Центарот за семејна медицина и самите матични лекари и лекарската комора. Потребата е од вакво здружување многу големо заради тоа што ниту една едукација не може да биде целосна доколку не се имплементира и спроведе спрема условите кои што постојат во оваа држава. И секогаш велиме дека мораме да одиме напред, а тоа значи да соодветно аптеките не само со едукација се подготват, туку се подготват и со соодветен простор каде што таа фармацевска грижа може да ја дават. Понекогаш имаме потреба пациентот да го одвоиме и во одреден интимен дел да го измериме притисокот, да го измериме нивото на шеќер, да го посоветуваме. Тука се потребити од јавни здравствени активности кои што аптеките и треба да ги спроведуваат. Вакцинацијата на запад се прави во аптека. Знаете ли колку значи сезонската вакцинација за грип да ја подигнеме на повисоко ниво, да се намалат компликациите од сезонскиот грип. Едноставно, дополнително и олеснување повторно на оние гужви, поголем притисок во текот на зимскиот период кога сите сакаат да ја добијат таа услуга. Така е. Има големи статистики кои што зборуваат дека превенцијата е најевтиниот начин да се намали трошокот во домашниот и во државниот буџет на фондот заради тоа што колку порано превенираме, не дека со вакцината за грип, значи нема да имаме, меѓутоа да дојде во контакт со вирусот, значи симптомите се многу поблаги, немаме компликации од самата болест, така да моментот на јавно здравствени активности што можат самите фармацевти да ги спроведат е многу голема. А за тоа дефинитивно не е потребна континуирана едукација, надоградување, протоколите континуирано се менуваат. Значи секоја година кардиолошките интернистичките протоколи во третманот на хипертензијата и дислипидемијата постојано имаат некои новитети кои што мораме постојано ние да правиме апдейтирање и внесување на сите тие новитети. И дефинитивно јас секогаш велам, мораме до фармацевтите да дадеме соодветна не само континуирана едукација, туку и да ги оспособиме самите аптеки за ова услуга да ја дават на светско европско ниво како што го прават тоа земјите, аптеките во западните земји. Така, бидејќи медицината воопшто и фармацијата како посебна гранка бара посебен пристап, имајќи ги во предвид имајќи ја во предвид незината улога во превентивната медицина, но каде еве ја гледаме фармацевската заштита во Македонија, да речеме, за некои 5 до 10 години,
Претходно од ова што го говоревме, дека и дигитализацијата и смарт технологиите директно влијаат на самиот развој, и дали фармацевтите во иднина ќе имаат таа, да речам, поголема улога во овој систем? Така. Секако се надеваме дека ќе има таа поголема улога. Во таа насока, значи, се подпишува меморандум за соработка помеѓу Америчката асоциација на фармацевти, значи Майкроу сега доаѓа на 14 и 15 на симпозиумот во делот на Medical Management Therapy и ќе се подпише меморандум за соработка со фармацевската комора и со Сдруженијето на приватни аптеки, што значи дека барем еднаш во годината одреден протокол за одредена болест или индикација ќе се носи во Македонија. Меѓутоа, смарт проектот е поразличен од сите останати проекти на континуирана едукација, затоа што значи learn today, apply tomorrow. Она што денеска сме го научиле, како протокол треба уште од следниот ден да го применуваме во пракса. Јас ќе споменам дека едукацијата која што беше во февруари месец, тоа беше оној третиот симпозиум на смарт фармацевт за хипертензија, дислипидемија и обезност, ги охрабри колегите и некаде околу 97 колеги приготвија по 5 случаи од пракса за управување на терапијата во соработка со матичните лекари, каде што верувајте дека самите тие увидоа дека она што го научија го применуваат за рецептурата во водењето на пациентите и на крајот ефикасноста која што добиваме е задоволен пациент со регулирана висок притисок, со регулирано ниво на шеќер, што едноставно враќа доверба дека овој здравствен систем мисли за пациентите, дека фармацевтот преку овие протоколи ќе успее многу повеќе да помогне на пациентите и секако матичните лекари се оние кои што заеднички со нивна соработка ќе направиме да биде се повеќе препознатливо што значи на сигурна, цврста, примарна здравствена заштита во Македонија. Дали се конкретно потребни Билјана законски измени за да се зајакне оваа позиција на фармацевтот во целиот овој медицински аспект и во примарната здравствена заштита? Така, во сите земји воглавно ми постои посебен закон кој што ја уредува работата на фармацевтите во аптеките. Ние имаме закон за здравствена заштита во кој што со неколку членови е уредена работата на фармацевтите во Македонија и во еден од тие закони веќе во 24-та година фармацевските услуги се дел од работата на фармацевтите во аптека. Меѓутоа, јас велам, законите се пишуваат на хартија, меѓутоа за да тие реално заживеат и се спроведат во реалниот живот, на делувањето на фармацевтите треба да следи ова континуирана едукација на фармацевтите, внесувањето на светските протоколи, реално оно што ќе го научат да го применуваат во секојдневната практика, а тоа со тек на време ќе отвори можност да тие закони се дополнуваат, меѓутоа за да се дополнат сето тоа мора да произлезе од проактивноста и активноста на фармацевтите во аптеките. И секогаш велиме хартијата трпи едно е во теорија, да, во пракса е едно е теорија, а друга е пракса, а се додека почнеме и активно ја работиме праксата која што секако ја знаеме и имаме каде да евидентираме со дигиталните алатки, тогаш дефинитивно фармацевтите ќе ја завземат заслужената позиција за која што веќе 3 години напорно работиме преку Сдруженијето на приватни аптеки. Така. Пред да го споменеме четвртиот симпозиум, спомена дека едукацијата е многу важна, особено кога се работи за ваков еден сериозен воспоставување на сериозен концепт. Би сакала да споменеме една паралела како е во останатите земји. Како тие се движат, како тие го градат овој концепт и колку е заживеан и функционален. Во сите земји фармацевтите се уште се борат за да бидат препознаени. Има голем дел западноевропски земји во кои што фармацевската услуга е дел од континуираната здравствена заштита. Дури имаме земји, Словенија не е многу далеко од нас, каде што во јавните ординации еден ден се одвојува за клиничкиот фармацевт кој што има специјализација по клиничка фармација да направи увид на целосната терапија за која што услуга државата плаќа на таа ординација тој фармацевт. Едноставно преку таа ревизија постојат одредени статистики кои што вели доколку фармацевтот се вклучи во ревизија на ваква терапија, се намалува повторно
трошокот на целиот здравствен систем, затоа што болеста кај пациентот е контролирана, немаме компликации, немаме хоспитализации, а секако фармацевтот заедно во соматичниот лекар координирано заедно работат. Па дури можам да кажам дека во Англија новите фармацевти што веќе се запишуваат од 2024 година се и прескрајбери, односно препишувачи на лекови, што значи дека основната терапија за одредени болести можат самите да ја препорачат и да го следат во пациентот во аптеките. Сведоци сме дека во Америка и во западноевропските земји голем број аптеки и вакцинираат, така да секоја аптека, зависно од едукацијата и просторот кој што го има во аптеката, едукацијата што го е поминала тој кадар, постојат листа на услуги што таа аптека може да ги спроведе. А за тоа е потребно дефинитивно и акредитација на самите аптеки, односно врз основа на кадарот, просторот што аптеката ги има и едукациите што персоналот, фармацевтите ги поминале во таа аптека да даваат соодветни услуги. И тие се разликуваат. Во основа имаме аптеки кои што се во големи трговски центри кои што се повеќе насочени кон суплементација и кон медицинска козметика. Можеби тука дермоанализите и комуникацијата со специјалистите дерматолози ќе биде на повисоко ниво и таа аптека ќе има одредена услуга која што ќе да дава во насока на правилна нега и третман на кожа. Можеби друга аптека која што во близина на ординација интернистичка ќе биде насочена кон управување со терапијата, мерење на шеќер, притисок. Едноставно мора да се воспостават тие нормативи заради тоа што и фармацевската комора до Министерството за здравство има доставено, листа на услуги кои што треба да се имплементираат во нашите аптеки. Врз основа на кадарот и врз основа на просторот што треба таа аптека да го обезби. И се надевам дека со сите овие законски промени кои што се ставија на хартија, активноста што ја спроведува фармацевската комора, активноста што оди преку смарт проектот, преку Сдруженијето на приватни аптеки. Тука се симпозиумите кои што исто така се организирани од страна на фармацевскиот факултет. Затоа велиме континуираната едукација и заедничкото делување на нас како фармацевска фила ќе го подигне нивото на фармацевската услуга и погледот што значи да си фармацевт. Так, морам да споменам, бидејќи многу прашања едно од друго произлегуваат од самиот разговор, она што е сериозен проблем во Македонија, особено кога се работи за здравствените работници, вклучувајќи ги тука секако и фармацевтите, е недостигот на кадар. Или можеби од друга страна уште поголем проблем одливот на кадар. Так. Дали тоа од овој, да речам, проблем е директно засегната и фармацевската гранка дејност? Да, секако одливот на кадар е најголемиот проблем заради тоа што голем број колеги кои што работеле во аптеките, дел од нив се иселени во странските земји заради тоа што токму таму препознавањето на фармацевтот и почиток кон оваа професија и платиноста на оваа професија е многу повисока. Ама се надевам дека преку ваквите промени на законскиот систем, меѓутоа и реалното делување во аптеките, ќе ги задржи нашите колеги пред се во Македонија и се надевам дека ќе ги мотивираме младите се повеќе да се запишуваат на фармацевскиот факултет заради тоа што помислата дека фармацевтот студира 5 години, потоа мора да се лиценцира, односно да положи државен испит кој што повторно се релиценцира на секој 7 години, што значи дека континуираната едукација е дел за да се задржат фармацевтите и да работат во аптеките. Е нешто кое што треба да биде доволно мотивирачко за да биде препознат фармацевтот, првенствено како здравствен работник, активно да биде вклучен во сите протоколи на примарна здравствена заштита и превентивни мерки и на крајот одинот кога еден фармацевт ќе го работи достоинствено она за кое што го учел 5 години, верувајте дека нема да имаме недостаток на кадар, а пред се парите и финансите се оние кои што ќе бидат дополнителна награда која што ќе произлезе од активноста на фармацевтите. Јас секогаш велам, погрешно се поставени позициите, секогаш прашуваме колку ќе бидеме платени, не, колку ќе сработиме и колку ќе дадеме на овие пациенти дополнителна услуга за да истото тоа се претвори понатаму во финанси. А верувам дека кога се работи со љубов и убава енергија која што ќе биде препознаена, пациентите и довербата што се враќаат во аптеките е доволен мотив за еден фармацевт што
со љубов си ја работи професијата како здравствен работник. Така, имајќи во предвид дека честопати па можеби многу блиско и до психолози сте, бидејќи сакаат, нели, пациентите градат некој таков мост на доверба и очекуваат, нели, од другата страна да добијат информација повеќе, да бидат ислушани, да го најдат можеби коренот на нивниот проблем, независно дали се работи, нели, некоја и да имаат и семено случување, па можеби и болести кои што ги имаат во семејството, а се рефлектираат понатаму. Значи, имате можеби и некоја друга општествена и професионална одговорност, бидејќи од вас честопати се бара и посебно внимание да им се овозможи на пациентите. Емпатијата е таа која што треба да биде дел од нашето делување. Јас имам можност, веќе трета година, вовед во фармација, да имам првиот час што значи да се фармацевт во аптека. И сакам на младите кадри да ја пренесам љубовта. И секогаш велам, ако сте во овие клупи заради тоа што сте хумани и сакате да помогнете на пациентите, тогаш сте на вистинското место. Ако паѓате од призмата прво на парите, колку професијата ќе ми носи бенефит, тогаш сте на погрешното место. Заради тоа што Хипократовата заклетва која што ја даваме на крајот од нашето студирање, мораме да исполниме и да дадеме вредности во овој живот. И јас почесто се повикувам, дајте ги вредностите, затоа што кога ќе ги дадеме вредностите, финансиите сами по себе ќе дојдат и ќе се препознае фармацијата. Матичниот фармацевт е она што на Запад веќе функционира во голем број земји. Кога матичен фармацевт ќе имаме и во нашата Македонија, значи тука веќе довербата ќе биде уште на поголемо ниво кај фармацевтите доставено, заради тоа што сите ние, како здравствени лица, ќе се потрудиме малку повеќе. Препораката кон пациентот да биде препорака врз основа на бенефитот што тој треба да ја добие од додатокот во исхрана. И јас секогаш велам на моите колеги, препорачајте она што би го дале на сопственото дете и на сопствениот родител, затоа што вистинската препорака е таа што дава доверба и ги враќа пациентите во нашите аптеки. И верувајте дека имаме голем број колеги кои што ја сакаат оваа професија. Изминатите 3 години смарт фармацевтот зборува дека постојаната присутност на истите колеги и зголемувањето на нивниот број доволно зборува дека оваа едукација е нешто што ги мотивира нашите колеги и кои што мислам дека ќе даде една додадена дополнителна вредност на фармацијата во Македонија. Уште само во делот на функционирањето на целиот проект, замислата и реализацијата во руралните средини. Верувам дека таму се уште се соочуваме со проблеми кои што треба да се надминат, за потоа да се пристапи кон овие посовремени текови, кон директно вклучување алатките, дигиталните алатки кои што ќе олеснат целата работа и пристапот до таа една целосна заштита. Руралните средини, значи има голем број аптеки со проектите кои што беа насочени да се отворат аптекарски станици во руралните средини. Тука повторно работат наши колеги фармацевти, голем дел од нив се фармацевски техничари. И заради тоа секогаш велиме дека оваа едукација не треба да биде ексклузивна само за фармацевтите. Туку колку можеме повеќе преку нашето доделување да ја пренесеме знаењето и на фармацевските техничари, за да можат и тие да ни помогнат во правилното водење и менаџирање на терапијата. И доколку електронската алатка, таа е достапна сега преку мој термин до сите и доктори кои што делуваат во руралните средини, повторно можеме да го поедноставиме преку можеби проекти каде што ќе биде еднаш во неделата одреден фармацевт да дојде во руралната средина во ординацијата на лекарот и да помогне во менаџирањето на терапијата и уредувањето, како правилно пациентот да ги користи, дали треба да се зголеми, намали дозата, да се охрабрат пациентите, да им се дадат соодветни дневници во домашна средина, услови да ги водат. Едноставно постои начин, само ќе треба сето тоа да се покаже како добар пример, можеби преку одреден пилот проект на тоа како може реално да функционира системот. Зашто кај нас секогаш кога се воведува некој новитет имаме прво отпор, тоа не имаше во Македонија.
Напротив, и како може. Ние преку публикацијата што направивме во светски рамки, покажавме што може фармацевт смарт во еден ден да направи. А кога таа активност ќе влезе во континуирана услуга која што ние ќе даваме, не само на еден ден, туку секој ден ќе биде достапна, да се практикува постојано. Значи, можеме да докажеме со факти дека превенцијата е нешто што е најевтино. Фармацевската услуга чини минимално во однос на трошокот кој што го имаме од неконтролираните болести. И доколку се свати дека она што значи плаќање и уплата на фармацевска услуга не е трошок, туку инвестиција во здравието на пациентите, дефинитивно ќе го смениме концептот и ќе ја видиме големината колку можат фармацевтите во Македонија. Да направат така. И она што можеби се наметнува како прашање во дел на овие услуги што практично ги добиваме во рамките на целиот проект фармацевтска заштита, од она што секако ми се наметнува е користењето на суплементите. Тоа е нешто што на нешто што премногу му се даде значење, меѓутоа каде треба да се направи таа една дистинкција и кога треба и не треба да се користат. Да. Особено кај помладата популација, влијанието директно од социјалните мрежи, па некои си протеински исхрани, дополнително внесување на суплементи, која е можеби да речеме некоја граница што треба да се постави, особено велам пак апострофирам кај помладата популација која што често пати директно инспирирана од она што го гледа низ социјалните мрежи, бара да направи една комплетна промена и во делот на исхраната и во делот на суплементите. Постои ли овде опасност? Постои опасност и ние на таа опасност постојано опоменуваме, затоа што полифармацијата е во делот и на суплементација, каде што и храната може да направи интеракција со лекот и додатокот во исхрана и сведоци сме за многу често и појава на алергиски реакции и различни ефекти од суплемент кај различен тип на пациенти. И затоа секогаш велиме, суплементацијата мора сепак да биде во контролирана употреба, не повеќе од 2 до 3 суплементи според потребата на пациентот. Повторно ќе кажеме, сите имаме различни генетски предиспозиции, различен тип на професионални заболувања и индивидуален пристап. Суплементацијата мораме да ја прилагодиме во дози оптимални, заради тоа што за жал храната не ги надополнува сите дневни потреби, ама пак и таа употреба на додатоци во исхрана мора да биде во точно определени дози. И она што можеме да го кажеме е дека дефинитивно фармацевтот ја има големата улога, заради тоа што кога пациентите, па дури младите, доаѓаат и самостојно си бараат одредена суплементација, можеби преку само едно прашање да прашаме, кој ви го препорача суплементот? Дали ги знаете сите негови позитивни, меѓутоа и негативни страни? Дали имате навистина потреба од тој суплемент? Заради тоа што и суплементацијата е нешто на кое што ние како фармацевти при издавањето сме во директен контакт и во директна можност да уочиме на сите негативни ефекти што може да произлезе од нејзиното делување. И она што велиме, повикуваме на социјалните мрежи на кои што ние постојано имаме отпор дека немедицински лица даваат одредени совети. Па затоа ја секогаш велам апел и до матичните, до специјалистите, до фармацевтите да ги искористиме токму тие медиуми кои што допираат до младата популација, да ние преку стручни совети излеземе со одредени препораки и освестување. Заради тоа што имаме дел од здравствениот систем, значи тоа се сепак приватни здравствени установи и специјалистички кои што имаат активни мрежи на социјалните медиуми и кои што токму преку такви, кратки видеа допираат до публиката. И според мене, може би се додека даваме отпор како здравствени лица и мислиме дека не ни доликува да бидеме на тие социјални медиуми, младите ќе добиваат информации од сепак нестручни лица во тие дигитални алатки. За жал, секогаш велам дека не смееме да даваме отпор на новитетите, туку колку побрзо се прилагодиме, она основното правило на Чарлс Дарвин, прилагодливите видови обстојуваат. Значи, колку побрзо се прилагодиме, толку ќе помогнеме да вистинскиот здравствен совет, па дури и преку Инстаграмот и Фејсбукот, допре до оние на кои што им е потребен.
Така. И како споменавме, кога ќе работите работата што ја сакате, ништо нема да ви е тешко и ќе бидете така во тек со новите технолошки напредоци на кои што нели мораме да бидеме во чекор со нив, но секако позитивно да се ползуваат и да имаат крајниот ефект да биде секако една заокружена здравствена, квалитетна здравствена заштита. Она што можеби ни беше мотив повеќе за разговорот, но намерно го оставив како едно од последните прашања и за окружување на нашиот разговор, е 4-тиот симпозиум за аптекарска здравствена заштита Смарт фармацевт од 14 и 15 ноември. На едно место ќе се соберат голем број на фармацевти и голем број на други лица кои што ќе имаат навистина една интересна можност да дознаат многу повеќе за новиот концепт, можеби некои планови кои што ќе се реализираат истиот да се унапреди. Секако, значи, овој концепт уствари ќе бидат најмногу насочени кон презентација на реалните случаи од пракса што нашите колеги изминатите 6 месеци активно ги работеа, значи научија, спроведоа и реално 500 случаи од пракса од кои што ќе имаме можност само десетина случаеви од прилика да испрезентираме, а тука ќе биде Аријана Мештровиќ, значи наша колешка фармацевт преку Фарма Експерт и Майк Роуз, кој што е председател на Америчката фармацевска асоциација, да ги пренесат светските протоколи, како истото функционира во светот, во Америка и во Европа, и дека токму со континуираната едукација и спроведување, значи можеме да помогнеме и постојано да правиме апдејти на сите нови протоколи кои што ќе се случуваат. Заради тоа што велиме дека во секоја година се воведуваат и нови лекови со помалку несакани ефекти, исто така фиксно дозни комбинации, каде што во еден лек имаме 3 или 4 активни супстанции за да пациентите не ги забораваат да ги земат во својот третман, и дефинитивно преку овој проект ќе гледаме сите тие новитети, апдејти да редовно ги праќаме до нашите колеги за да можеме да го држиме чекорот со сите новитети кои што се однесуваат на добрата фармацевска практика во аптеките. Тематски дали ќе биде нешто за окружување на самиот симпозиум? Да, оваа година зборуваме за хипертензија, дислипидемија и обезност. Тие се најчести 3 индикации или причини за најчестите болести не само во Македонија, туку и во светот. Така да, здравје Боже, следната година планираме нов смарт симпозиум на нова индикација, така да секоја година ќе обработуваме нови индикации и постојано ќе ги потсетуваме колегите да не забораваат да она што го научиле, реално го практикуваат, и се надевам дека повторни овој меморандум за соработка нема да остане само еден лист на хартија кој што ќе сведочи дека имаме голема желба да направиме промени, туку реално тие промени да заживеат во Македонија. Повторно ќе кажам, повикуваме да сите фармацевти без разлика дали се во производството, работат во дел од едукативните процеси, дали се тоа нашите колеги професори од факултетите. Значи имаме факултети по фармација и во Скопје, и во Тетово, и во Штип, едноставно да сите заедно се сплотиме со помош на Министерството за здравство, Агенцијата за акредитација, да ги овие протоколи направиме реалност во Македонија преку континуираните едукации, зашто со еден настан симпозиум што доаѓа, значи од странство да ги пренесат новитетите, не значи дека ние сме завршиле работата. Не, туку сме токму на почеток кој што треба да се надоградува и да премине во една континуирана унапредување на фармацевската греша. Така, кога ќе му се даде континуитет, тогаш веќе и значењето и влијанието ќе биде многу поголемо во целокупната медицинска пракса. Интересно уште само да ги споменеме уште еднаш, кога можеле во еден ден студентите минатата година, фармацевтите, за еден ден да соберат податоци за толку една голема значајна тема, особено податоци кои покажуваат 63% од пациентите со дијабетес, што ги споменавте 1 и 2, за контролираните вредности на шеќерот во крвта, тогаш замислете што би било сето тоа кога би се работело во континуитет постојано. Така е, се согласувам и затоа секогаш велиме повикуваме да ова стане реалност во фармацевската практика, едноставно да колегите што си ја работат професијата бидат препознаени и на некој начин валидирана нивната работа, заради тоа што потребата од фармацевско досие е нешто на кое што постојано повикуваме и се надеваме дека
тоа ќе стане веќе и реалност во 2026 година. Така, секако ќе биде применето, нели, односно сите ќе имаат влијание, сите чинители, за да може тоа да се направи како еден навистина квалитетен проект на кој што ќе се потпре цел здравствен систем, особено првично во примарната здравствена заштита. Секако. Затоа реков, секоја алка е многу битна, а фармацевтите многу често сакаме ние да кажеме сме првите и последните здравствени работници, затоа што пациентите секогаш првиот совет го бараат кај нас, меѓутоа нашето охрабрување и препознавање, значи може да спаси животи дефинитивно кога ќе се препише терапијата. Повторно фармацевтот е последниот здравствен работник, затоа што последниот контакт на терапијата и препораките кои што ги пишуваме сме токму ние фармацевтите во однос на охрабрувањето на пациентите да се придржуваат за да имаме ефикасност во третманот. Така. Благодарам многу за издвоеното време. Верувам дека овој сеопфатен разговор навистина ќе им помогне на нашите гледачи и генерално пациенти, бидејќи сите сме пациенти и нема човек кој што директно не е засегнат со одредена состојба или болест. Меѓутоа, чинам дека голем број на одговори се дадени, голем број на решенија се дадени, да не зборуваме нели само на предлози, туку на конкретни решенија кои што ќе го подобрат целокупниот здравствен систем. Да, и се надевам дека следното гостување ќе бидеме со конкретни реализирани проекти и дека ќе се пофалиме дека конечно сме фатиле чекор со западноевропските земји и дека не сме далеко од нивното делување на фармацевтите во нивните земји. Се надевам дека ќе биде така, ние секако ќе информираме за тоа и ќе бидеме поддршка се во интерес, нели, сите да добиеме квалитетна здравствена заштита, меѓу другото и фармацевтска заштита. Така. Благодарам многу. Благодарам. Почитувани, вам ви благодарам што бевте заедно со нас. Верувам дека искористивте или дознавте голем број на совети и информации. Секако останете на нашата програма, бидејќи за кратко ќе следуваат првите пладневните вести. Ви благодарам многу за вниманието и имете пријатен ден.